ЕСМ бара 33,6 милиони килограми мазут за производство на струја. Количините се потребни за најголемиот производител Рек Битола за цела година, но ако има потреба ќе се објави и нов повик. За да се обезбедат државните електрани издвоиле скоро 25 милиони евра. Централата, иако работи на јаглен, во зимскиот период користи и поголеми количини на мазут во производството. Ова неодамна во интервју за Телма го потврди и првиот човек на ЕСМ Узунчев. Најчесто трошоците, односно највеќе трошиме во периодот на зимскиот период, кога е сезона, кога јаглен, односно лигнитот е утопен, влажен заради врнежите од дожд и снег, и тогаш за подпомагање на процесот на согорување во котелот користиме поголеми количини на мазут. Предходно со прогласувањето на кризната состојба, ЕСМ од државните резерви побара половина од складираниот мазут, односно 5 милиони килограми од вкупно 10 милиони килограми кои беа на располагање. На крајот на минатата година пак се бараа 14.000 тони од овој енергенс и за Рек Битола и за Осломеј. На повикот се појавија тројца понудувачи, но ЕСМ склучи договор со фирмата Pertinax Duel Скопје. За новиот повик рокот за доставување на понудите заврши пред 2 дена. До ЕСМ стигнале 2, но кој ќе носи 33,6 милиони килограми мазут во Рек, ќе се знае следната недела. Се уште понудите се разгледуваат. Инаку во моментов најголемите количини на струја за домакинствата и малите потрошувачи се обезбедуваат од хидро, а од домашните капацитети во функција е Рек Битола со еден блок, гасната централа Когел, хидроелектраните и ветерниот парк во Богданци. Иако досега имаше неколку најави дека ќе биде вклучен и ТЕЦ Осломеј во Кичево, централата не работи. Сега очекувањата се дека ќе биде ставена во функција идната недела.